почитувани слушатели на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на ова радио. Ивица, нашето студио се наоѓа веднаш до седиштето на Македонски железници. Да. Тоа значи дека за еспресо имаме и конобар сега. Ја нема други детали видовме ли од неговата биографија или толку беше само? Па си бил конобар човекот. Добро да и тоа е честна работа сега. Дали бил нешто друго е прашањето? Не бил, не. Од Ајде да видиме. До директор Ајде да видиме. Македонски железници. Мислам, ја немам ништо против конобарите. Да бъде, нели... Ако имаш против комодарите, може да ти плюкнат. Така, може некој како Стив Джобс, знаеш, што средна школа, па направил иновации. Ајде ќе видиме. Добро утро за нашиот гостин Иван Стојковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Македонија и истакнат уствари вториот работник. Не, вие сте уствари вториот србен лидер во земја членка на НАТО. Да. Првиот е Пуповац во Хрватска, вие сте вториот. Третиот. Добро. Андреј Мандиш. Третиот. Ма добро, таму се срби доминантно сега. Не се. Чека да прашам нешто, затоа ли нема кафе се валева дека? Зашто еспресото каде е? Не знам. Го чекаме конобар. Ама некако му покачија плата сега во ова како се вика во штрајкова нешто жена. Нема еспресо тука. Стојковиќ, добро утро. Со тебе ќе прокоментираме неколку теории на заговор, тоа ми е идејата. Но ќе почнеме од изборите во Црна Гора. Во Црна Гора имаше избори на кои конечно изгуби Мило Ѓукановиќ. Имам на социјални мрежи многу така Срби од Македонија, сите се радуваат. Не знам зошто толку србите во Македонија се радуваат што изгуби Мило Ѓукановиќ. Работата е многу едноставна. Сакате да чуете? Да. И вклучително Ивица као полусрбен, и он се радува што изгуби Мило Ѓукановиќ. Он од демократски причини. Има повеќе причини за кои треба да се радуваат не само србите и воопшто мислам македонската јавност. Зошто? Барем еден поголем дел од македонската јавност, меѓутоа веќе кажеме. Првата причина е за македонската јавност, прво ќе збориме, па после ќе се навратиме на србите. Станува збор за политичар кој е со сериозно добри врски со македонската длабока држава, односно со поранешните СДС-онски функционери. И кога пред 3 години на парламентарните избори изгуби Мило Ѓукановиќ и неговата партија и се формира друго парламентарно мнозинство, во Македонија многу политичари и многу институции ставиат црн флор на своите ревери од многу проста причина што... Зошто? Па затоа што умре Порто Монтенегро. Не ќе може најголемиот дел од тие луѓе на туѓа сметка, односно бесплатно да одат во Порто Монтенегро секоја година, нормално на сметка на Мило Ѓукановиќ, кој беше поприлично издашен и кога станува збор за економската помош на таа иста групација. Така да мислам... Чека, Иванова, точно е дека во Порто Монтенегро отиват без пари се одели на одмор? Па ја ви реков дека... Ја па го дала плата. Половината од македонските функционери блиски до Социјалдемократскиот сојуз, Стопарската комора на Македонија во денот кога изгуби Мило Ѓукановиќ, но сега 3 дена на жалост прогласија во нивните институции. Кои се причините, вајде уште трае таа, пошто денес е 3ти ден откако изгуби, уште трае тој ден на жалост. Да, интересен пример за политичар е Мило Ѓукановиќ. Некои велат дека во Црна Гора дури политички предатор Мило Ѓукановиќ во буквална смисла на зборот. 23 година паднал комунизмот. Не станува збор за комунизам, станува збор за извитоперени форми на владение, каде што човекот, како што кажа еден познат српски поет, од джемперчето со кој влезе во политиката излезе како најбогат човек во регионот, така да станува збор за една сосема друга работа. Црна Гора веќе подолго време е под сериозни меѓународни истраги во врска со трговија со луѓе, трговија со дрога, шверц. Се она што е забрането на меѓународниот, односно на просторот на Европската унија, државата беше под сериозна и е се уште под сериозна истрага, така да од тој аспект ние да зборуваме за некако демократски политичар
па и да кажуваме дека нели комунистички политичар нема врска со живот, станува збор за еден прагматичен политички предатор на политичката сцена кој секој што го посетил направил сериозна грешка. Меѓутоа ете така, дојде времето кога и тој ќе мораш да се замени. Сега идам прашање кон тебе. Во последниот говор на Слободан Милошевиќ тој вели дека типува дека откако он ќе падне од власт, дека Црна Гора ќе дадат во раците на криминалците кои долго ќе владеат со таа земја и ќе биде престолнина на криминалот во Европа. Ова го е утонско парче од Слободан Милошевиќ. Многумина велат дека стариот бил во право. Не беше во право, затоа што тој, например, ја сруши црногорската власт во 90-тите години, автономна 89-та година, и на тоа место донесе во тоа момент тројца послушници. Момир Булатовиќ, Мило Џукановиќ и Свето Зармаровиќ. Значи, една структура која што се развивала во Црна Гора со години, со едно големо искуство, беше заменета со тројца така. Полупроводници. Кој еден се покажа сериозен, но е проводник, стави. Да. Кабел здравство Да. Оптички. И види, што е проблемот? Кога ти представаш послушници, тие не мора само тебе да те слушаат. Лесно може и некој друг да слушаат. Така што твој е проблемот, не станува збор за тоа што Ивица го сака да го каже, меѓутоа мора да се објаснат, не се исти околности тогаш и сега. Тоа стануваше збор за една се уште држава во, ајде да кажеме, во распад, али во сериозна ерозија на институциите, и тоа беше условно кажано едно такво однесување кое можеше да се поднесе затоа што беше во функција на сочувување на државата и слично и така натаму и така натаму. Подоцна тоа се претвори во може сериозни извитоперување и на политиката, и на економијата, и на сето она што значеше напредок на една држава. И ако Слободан Милошевиќ тоа го кажа, аз се сеќавам добро на говорот, да, точно го има кажано, ова не погреши ништо. На вистина државата беше предадена не од почеток, да расчистиме, тоа е процес. Они беа само подложни како луѓе, како политичари на едно влијание кое им овозможи одеднаш да бидат големи фраери, големи гази, да управуваат со многу пари и нормално тоа да си го користат за своји потреби. Така да тој аспект мислам дека некако по-објективно Боцевски за резултати ти ги следеше. Не за резултати, да се навратиме на ова. Не, за друго сакам да се вратим, затоа што види овдека имплицираше за една работа Иван, која што не е до крај расчистена кај нас, односно за односите помеѓу двете длабоки држави. Партиската на ДПС во Црна Гора и партиската на СДСМ во Македонија. Мислам дека Порто Монтенегро е само врвот на сантата. Што има под океанското ниво во таа санта мраз. Ја ќе ви помогнам, мислам дека има докторат некој на Димитар Ковачевски. И тоа е исто. Што никој никогаш тоа е минорно. Тоа се споредни работи. Тоа е минорно. Тоа се споредни работи. Тотално минорно е тоа. Меѓутоа други работи се. Добро е. Ја кога спомнав Порто Монтенегро, не случајно спомнав затоа што ако некој слуша, а сигурно некој на некој ќе му пренесе, добро се познават и ќе се препознаат за кои луѓе зборува. Тоа станува збор за ајде кажеме за ситни привилегии од големите бизнеси. Значи, одењето во Порто Монтенегро е само споредна појава во однос на она што се случуваше во позадината на тие работи. Зборуваме за бизнеси, за шверц, така натаму и така натаму. Да не забораваме дека Црна Гора обвинета за сериозен шверц со дувана, да се ако се вратиме многу поназад ќе видиме па што се случуваше со дуванот во Македонија. Со тутунот да преведеме. Со тутунот во Македонија. Така да тој аспект сите луѓе кои беа вклучени, кои се уште се вклучени, многу добро се знаат кои се и она што ме драга што нивното време конечно завршува. Значи конечно ќе може да има нормален бизнис и во Црна Гора и во Македонија. Ако не сега, сигурно во наредните периоди, во наредното време, затоа што станува збор за политички процеси кои очигледно веќе не може да се спрешат и да се заустават. Добро, вие сте политичар, може да избрзате со заклучоци. Ние како новинари многу често сме биле разочарани од политичари кои најавувале некакви промени на Балканот, така што немој на крај се да заврши исто и во таа. Нема, веќе се случи промената. Видите вака.
очигледно сега вака да бидеме начисто, јас многу добро знам што вие сакате да имплицирате и да кажете и во начело многу близко сме да се сложиме. Меѓутоа, знаете како? Ќе биде потребно време да се новата структура да го заземе местото на старите структури. Многу споро оди таа работа. Тоа така брзо не се решава. Не се откажува. Значи, луѓето прво не се откажуваат, другото има прелетачи, има видите вака, длабоката држава секогаш функционира по сосема различити критериуми, така да тој аспект најбитно е дека е отворен процесот на промените. А процесот на промените сигурно ќе донесе промени во целокупната оваа номенклатура за која се разборуваме, затоа што суштината е номенклатурата која застапува одредени не само политички, туку и економски позиции да биде заменета. И во овој случај тоа се случува во Црна Гора и ќе има импликации кај нас. Ова знаеш, ми личи, што каже Иван Грамши има кажано, вика, додека старото се уште не е мртво и додека новото се уште не е родено, настапува часот на сеништата. Сега сме, знаеш, во тој часот, нели, кога тие сеништата одат по регионот. Точно така. И зошто инак да се завратиме ќе избегнеме да одговориме на најкрупното прашање. Зошто се радуваат србите? А зошто би треба да се радуваат и македонците? Ќе ве вратам многу години наназад на едно, му кажува на Ивица пред малку, на едно ние имаме во периодично, значи еднаш или два пати годишно во собранието на Србија, сите Срби од регионот се собираме и разговараме на тема перспективите и положбата на српскиот народ во регионот. Значи Македонија, Црна Гора, Хрватска и така натаму. Секој зборува за собствената положба и зборува за положбата на србите во регионот. Треба и од Англија и од Америка да викнат, нели таму имаме посебно внимание се посветува на регионот заради од други причини. И затоа и законот е или приказната која се во српската терминологија употреба се употреба како диаспора и срби во регионот. Исто, значи вас не ме рачунат за диаспора. Ние као не сме како диаспора. викаш ти српски свет? Да, после Ќе го објасни за српскиот свет. Да се вратиме за ова, значи вака. И јас на тоа излагање во собранието зборува за полобрата во Македонија и зборува за Црна Гора, потенцирајќи го од станува збор, значи за работи кои се чуле пред 10 на години, зборував за можностите на србите во Македонија согласно соодветната и правична застапеност во Македонија, која беше тогаш многу популарна од 2008-2011 година, тоа беше една популарните теми кај нас. И направи паралела како тоа, ако ние сме успеале од 1,4 проценти на срби во администрација да подигнеме за таа застапеност на 1,8, како тоа србите во Црна Гора 20 години имат нула застапеност во државната администрација. И како на србите во Црна Гора... Тоа српска земја е како нула. Па така фино. Ја мислев дека таму 100% имат. Па сте мислеле погрешно, неверојатно. Значи станува збор за власта која србите ги држеше во смисла во политички живот, во смисла најдобро можеби да се отворен логор. Значи не може да имат државни функции. Значи тоа беше класична партиска држава на Демократска партија на социјалистите на Мило Ѓукановиќ, од една страна нешто слично на тоа што денеска го гледаме кај нас со Демократската унија за интеграција. Значи нема место за никој друг, само за нашите. Ама нашите, не само нашите црногорци, него црногорците од ДПС. Црногорците од ДПС. Да. И тоа беше сериозно извитуперување на системот. Ама има и срби во ДПС, јако. Веќе нема. Нема, одамно нема. Одамно нема. Јако што знам. Одамно нема, па и Мило Ѓукановиќ беше србин ако така, мислам. Да се вратиме на почетоците, така да мислам не. Он имаше кажуваше дека он водел славни корени од српски војводи некои. Точно така. И одеднаш ќе ги промениме политичките позиции. Одеднаш станат црногорец. Ни на крај памет овде не ни доаѓа како македонци да го негираме црногорскиот. Ама не станува овде збор за негирање, овде кај нас нема негација никаква. Зошто? Како вие можете да држите третина од вашето население потлачено цело време и никој да не реагира? Мило Ѓукановиќ каже како тоа Србија се меша, вика сака да го уредува животот на србите во Црна Гора, па да ти остави тебе да ги потлачуваш. Така тоа ли е политиката на Европската унија? Тоа ли е политиката на европските стандарди? Иван го остави Србија него. Долго време. Поприлично долго време. Да. Не и сега не беше во неговиот пат Србија воопшто јавно активна, да. И не треба да биде. Да, ама во устата на Мило Ѓукановиќ слушате нешто друго освен Србија? Да, он цело време ја обвинуваше Србија дека. Па знаете, не можете вие на народ да држите цело време потлачени да очекувате дека ќе викат благодарам. Нормално едва ќе чекаат да ве пратат во историја. И го пратија во историја србите.
Интересно. И оттаму е радост. Оттаму е радост, оттаму е задоволството. Јас сум еден од политичарите кој најдиректно е вклучен во пресметката со Мило Џукановиќ. Од сите регионални лидери. Да, за разлика, меѓутоа... Така да, мислам, ово сериозно го сум поддржа Андреј запознаен. Мандич пред првиот крг. Судир во рамките на НАТО. Не, знаете, па и дајте ако е НАТО замислено како систем или Европска унија како систем кој ќе подлачувате вие третина од вашето население, тогаш тој систем има сериозна перспектива. Под наводи се подразбира таа перспектива, нели? Знаете како мора да ги решистуваме, значи не можеме ние да зборуваме европски стандарди, ние сме главни фраери, вамо да работиме што сакаме. Ако не е било работело, знаете. И граѓаните веќе не ја восприемаат таа реторика на меѓународната заедница затоа што е лажна. Вие зборувате 30 години за демократски процеси во Црна Гора, третина население држите во отворен логор. Да, мислам, некои работи мораме да поотворено да поразговараме. Не можеме ние... Ај сега ќе ставиме главата во песокот, ќе кажеме, да, во ред, нема проблема. Европска унија, европски вредности, НАТО. Да, меѓутоа таму во тие документи и на Европска унија и на НАТО пишува сосема друго. Чудни ми сте малку вие србите со принципиелноста, морам да признам. Еве, на пример, имате една принципиелна политика за Црна Гора која ја разбирам и да, во право сте. Доколку еден народ се потиштува, еден народ се става на маргините, природно е дека ќе одговорат сите негови припадници така. Но мене да речеме ме чуди што во Србија, генерално српската популација има огромна поддршка за Русија во оваа војна со Украина од една страна, а од друга страна која ќе ја видиме, нели, ќе видиме она што му се случило на српскиот народ на Косово, гледаме дека всушност Украина е загрозена исто како србите на Косово, исто како Косово, како српска територија де факто по уставот на Република Србија. Кој е одсвојето на држава Србија? Што е спорно? Што е спорно со ставите на државата Србија во однос на тоа прашање? Таа го брани територијалниот интегритет на Украина затоа што мора да го брани својот територијален интегритет. Сите срби Путин го поддржуваат. Што е проблемот? Сите срби исто како што се радуваат на падот на Џукановиќ го поддржуваат Путин во оваа војна со Украина. Па Путин не фрлаше бомби врз Србија сега, како да ви кажам сега? И врз србите. Кој фрлаше бомби сега? Ајде вака. Морате да бидете објективни во тоа што го спрашувате и тоа што... Да, еве разговараме. Путин не фрли бомби во Србија, сега како да ви кажам? Сега можете вие да кажете се што. И секој може да каже се што. Он не фрлаше бомби. Да, но... Дури еден американски амбасадор во Белград пред неколку дена беше годишнината од бомбардирањето, кажа се надевам дека ќе заборавите дека тоа била фатална грешка, не така натаму. Кристофер Хил. Знаете како? Не кажа се извинам, но многу близко до... Многу близко до извинување беше. Да. Дипломатско извинување беше на некој начин. Да. Така да тој аспект, знаете како, се е во ред, али без навивање. Дајте да ги отвориме тие аргументи, па да видиме некаде каде се наоѓаме. Јас не гледам воопшто никаква пречка во однесувањето на српската држава во однос на украинскиот проблем, затоа што си го брани сопствениот територијален интегритет. Е сега ако поставувате такво прашање кога ја ќе вратам назад. Добро, која е принципиелноста тогаш на западните држави кои го бранат територијалниот интегритет на Украина, го напаѓаат територијалниот интегритет на Србија, како што ќе им одговорите? Им се може. Им се може. Не, многу јак. Многу јак аргумент. Многу јак аргумент. Дојдовме значи до приказната. Не е важно што зборуваме, него важно е кога ти е топу зашто го носите во рацете. Апсолутно. Во геополитиката секогаш тогаш немој да ме прашувате мене за принципијалност. Па не. Во геополитиката не од позиција на мал народ тука не може вака да си ги правиме овие од позиција на мал народ, на нас не одговара поштување на меѓународното право максимално затоа што само тоа може да штити, затоа што не може да се спротивставиме. Ние го имаме признаено Косово, имаме почитување на меѓународното право. Од друга страна почитување на меѓународното право, да, Русија не е во право ниту во однос на Крим, ниту во однос на Донбас регионот. Западот не е крив во однос на Србија, така? А Русија крива во однос на Донбас, така ли? Во однос на Србија. По меѓународно право, ако гледаме бомбардирањето беше добро, знаете како, не е проблемот овде дека вие со аргументи е многу кога аргументираме на овие теми, очигледно аргументите се на оваа страна, не е спорно ништо. Меѓутоа, повторно се враќаме назад, сум го потенцирал неколку пати, повторно се назад. Станува збор за
големите сили секогаш имаат други аршини и критериуми кога станува збор за нивните интереси. Прв, кога ги прекрши тие критериуми и аршини, беа Соединените американски држави со бомбардирањето на Србија. И сега, ако повлекуваме паралела со Украина, Косово, Русија, Виетнам исто. ако збориме јас сум го дефинирал тоа како конструктивна деструкција. Шо, Петер? Добро. Конструктивна деструкција. Не е измислено од овде, тоа сакам да кажам. Исто и во Виетнам интервенцијата на американците не беше по меѓународно право и по Обединените нации и така натаму така. Не зборуваме само за она што нас те додира сега да биде поблиско на граѓаните. Пошто ако се упуштија многу примери, граѓаните ќе помислат кој знае што. Овде кога име блиско го виделе, го почувствувале и знаат за што станува збор. Јас тоа го карактеризирам како конструктивна деструкција. Добро. Се повикувате на најдобри намери да решавате проблеми на луѓето, во суштина кршите меѓународно право и работите што сакате. И тоа го работите подолго време. Тоа станува зборуваме за Соединените американски држави. Другата голема сила која беше во опаѓање, сега е во подем. Викат добро, за Русија збориме. Добро, вие цело време работите по системот на конструктивна деструкција, еве сега ние ќе го примениме системот на конструктивна деструкција на примерот на Украина. Србија зазема принципијална позиција. Тоа не е ништо спорно. И тука мислам дека работи сосема чисти и за јавноста и за Србија вели го почитуваме територијалниот интегритет на Украина. Точно. Ни Крим не го признаваат како руска територија подолго време. Не е спорно. Така што тука Србија е на страна на меѓународното право. Меѓународното право, но во исто кој со Западната алијанса. Само кога станува збор не во однос на тоа прашање, јас мислам дека околу територијалниот интегритет на Украина, така тука има глобален консензус има околу тоа. Не. Се наруши глобалниот консензус затоа што луѓето добро дури Кина е за територијален интегритет, за тоа зборам, да. За тоа зборам. Кога зборуваат меѓу големите, ако издвоиме само тој дел, ако влеземе во другите детали, веќе сме драстично појако. Стојковиќ, јасно, да. Да се вратиме ние пред рекламите на едно македонско прашање. Ја постојано гледам по YouTube емисии, читам некои статии, така натаму. Постојано некој термин туку у Македонија го користат српски свет. Сега српскиот свет не напагал, не држал на страна од Европската унија, некои такви наративи се шират. Да бидам искрен, дома ги имам сите српски телевизии, но на IPTV, од локални до све. Ги гледам сите озбилни телевизии, не ги гледам вестите. Ви кажам искрено, ја година дена не сум го чул терминот тамо да го употребат тој термин српски свет, да го наметнат како некаква, конституција, како некаква стратегија или така натаму. А тука кај нас, одредени структури постојано тоа, српски свет ќе не освои српскиот свет, не држи надвор од ЕУ, не блокира, не прави конфликт со Бугарија и така натаму. Па пред некој ден имаше Квад 100, така ли беше? Ти си вица тоа дипломата. Квад 100 беше. Тоа беше промоција на голема Албанија, а кој разбира сега политика, кој не разбира, нека седи дома. А сега српскиот свет е проблематичен, така. Ама не, ја ви викам, Србија не постои српскиот свет. Ја пуштам секој ден вести, ја еднаш не сум чул термин српски свет. Се обидувам на српски вести, политички дебати и така натаму. Се обидувам на најбрутален начин да одговорам. Тоа го крстивме западно-балканска четврка на македонска. Го имплицираш сега тука. Си станува збор за директна промоција на голема Албанија. Значи, најдиректна промоција. Односно, ако влеземе во толкувањето, јас би го протолкувал уште како поддршка на Албин Курти да не ја формира заедница на српски општини. Уште поблиско. А кај беше тоа? Што беше? По Скопје беше. Кој го организираше? Министер за надворешни работи на нашата држава, Република Македонија, Бујар Османи. Северно бе мало. Северно мало, добро, окей. Се сегуваме. Не е спорно, значи, српскиот свет го користиме ние, што живееме надвор од Србија, пред се заради културолошки, јазички, национални и сите други блискости со целокупниот српски народ. И тоа не е никаква политичка категорија, не е никаква институционална категорија, туку станува збор за, да кажеме, најдобро може да ја објасниме. До кај српски манастир? Како? Пример да кажеме.
како морална категорија од императивен карактер. Не можеш така да зборуваш лепше. Не, ќе му полека, ќе му кажем, сега им кажем. Да. И ние што живееме надвор од Србија, например, Србите во Македонија, као многу пати овде кога ќе чуете во Македонија, српски свет, а ние уопште и не припаѓаме во така наречениот тоа потолкувањето српски свет, затоа што тука се Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, односно Република Српска. Ние сме некоја трета, четврта линија на српскиот свет, се која јас упорно се борам, не да бидеме ние дел од српскиот свет во таа смисла во која се имплицира, туку да бидеме третирани како дел на единствениот српски народ, затоа што повеќе децении српскиот народ во регионот е напуштен од својата матична држава заради политичките прилики и состојби кои беа после распадот на поранешната држава. Пошто географски не сме у српски свет, не може у српски универзум да биде. Точно така. Да, не, затоа што постојано, колку е Србија? Не зборувам сега за граѓани Срби. Нормално. Секој човек, секој индивидуа има различни политички ставови, но колку Република Србија во овој момент е активна во тоа да го минира овој процес со Бугарија, ние која го имаме. Со кој се уред. Прашањето е уред. Прашам се кои се инструменти, знаете како ќе замислите нешто. Да. Било што да замислите, куќа да направите, мора да имате проект. Па мора да имате пресметка колку тоа ќе чини. Па мора да видите дали се исплати кои ресурси ќе употребите и на крајот да видите која е математиката, колку е тој исплатил. Кои се сега ресурсите на Србија тоа да го прави? Па добро се, Србија има право, за разлика од нас, објективно има сериозна безбедносна служба. Без разлика, не е. Србија има сериозни проблеми на Косово и Метоќа. Србија има сериозни проблеми во Босна и Херцеговина. Што е Србија ќе се навлезе да влие на територија. Ја само тезите ви ги кажувам, што ги читаме, што ги гледаме. Сега види и мисли сега дека условно кажано упливот на српската држава во НАТО држава како што е Македонија ќе остане незабележен со документи, со факти. Тоа ли сакате да ми кажете? А тоа се приказки за мали деца. Тоа не постои. Ја кажувам што слушам. Па да јас слушам, али јас се обидувам. Веројатно, затоа што ги одговарате овие работи, веројатно и вие ги следите. Јас се обидувам на глупостите само да дадам рационални објаснувања, не возможно. Секој уплив, ти си Ивица дипломата, ти знаеш, секој уплив на српската држава која не е НАТО членка, во Македонија која е НАТО членка, може ли да остане незабележна? Извините ме. Како може да остане незабележна? Нема шанси да остане незабележна. Сега, каде е тоа влијание? Каде во главата на идиотиве тоа? Не, прво без разлика, знаеш, да зборим искрено, и Македонија има и своји служби и своја дипломатија и така, на тоа Македонија ќе забележи тоа прво. И тоа е многу драматично, затоа што Македонија можеби не може да забележи ако од Замбези некој се обиде тука да влегува, ама за Србија, каде што ги знае луѓето друго, без разлика на се, тука е некаде степенот на развој и нашиот и српскиот. Ако нешто направи Србија паметно во однос на Македонија во изминатиот период, тоа е политиката на председателот Вучич, која што кулминираше со признавањето на Македонската православна црква и буквално расчистување на последните отворени прашања. Или секуларни држави една и друга бе. Без разлика, знаеш, нека станува збор за признавање. Значи, стануваше збор за признавање, стануваше збор за прашање кое што висеше вакво. А ако нешто се забора, види, тука кога имплицираат некоја српско влијание едно друго. Српското влијание во Македонија завршува во април 1941 година. Од тогаш па натака Србија овде нема влијание. А пред 30 години па апсолутно нема никакво влијание. Дочи почне да исправи нешто овамо таму, али после пред 91-2 точно. Нула влијание. Да. Не само тоа, ја му објаснувам на Љупчо дека дури овие што беа воени лица во Македонија и така натаму ги тргаа децата од српските паралелки зашто квалитетот беше слаб и ги ставаат да учат во македонски школи затоа што сакаат нели факултети и така натаму. Ова беа факти. Сега додеме на теорија на заговор. Не. Сега извини, не мислам на теа. Сега ќе одиме кај Љупчо на теорија на заговор. Да. Знаете како? Сега чиста теорија на заговор би можела да биде, нели? Србија има сериозен респект кај македонското граѓанство заради сопствените политики. Абсолютно. И сега единствената на секоја можна анкета. Што би била теорија на заговор? Да се сруши таквото нешто. Со што може да се сруши таквата позиција на Србија во македонското граѓанство со измислување на вакви глупости, приказки, спинување на влијание и на најголеми глупости. На се што може да се мислите, ќе спинувате само да го растурите тоа што е врежено некако кај македонските граѓани како добро. И тоа тешко им оди.
Тешко има навистина, тешко има затоа што немаат нити еден аргумент. Да имаат аргументи би било лесно. Македонско-српското пријателство израсна и се утврди највеќе за време на Втората светска војна за едничката борба против фашизмот, тоа е тоа. И потоа во рамките на Југославија признавањето на македонската посебност од тогашните српски власти. 1944 година на Земското антифашистско собрание на Србија донесена одлука за признавање на борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Тоа беше точка на создавање на македонската држава од страна на Србија. Не знам што луѓето се занесува, што зборува. Мислам дека никој не знае ништо тоа ли мислат, не дека ќе лажат нон-стоп. Сите можни анкети од страна на доминантно и цело со албанци да стаиш на Србија гледаме како најпријателска земја, втора ни Америка. Така што обично е американци, па сега сме ми па американци. Не знам, Америка е восприемена во македонската јавност како подолго време како гарант на незиното обстојување. Сега да бидеме може сериозни, да не навлегуваме ние не во некаде каде што не треба да навлегуваме. И тоа е сериозен печат кај поголемиот дел од македонските граѓани. Така подолго време восприемана Соединените американски држави во македонската јавност. Меѓутоа со ова што се случува во последно време, со притисоците и со сето на случува, мислам дека тој баланс затоа е преминат на страната на Србија, затоа што покажа може голема непринципијалност односно на третите прашања на нашата држава. Ја ќе ти кажам, например, еден семеен пример имаме така со некој од близок брат, сестра, братучет, кој ќе ти помага во животот, ако си по-неспособен, така, секоја фамилија има по некој што е мутав, да не речем. Да, и го праваат сега, ќе го завршат факултет, ќе фатат врски, ќе му најдат работа. На крај ќе го женат ако треба. И ќе го женат ако треба. И го омажат. Сите фамилии така. Ама знаеш како е, на тој што му помагаат, дужен е да слуша. И тоа му го прави неговиот моките на други, пошто другиот му вика, ајде бе, воле, ја ти најдам работа, ја те завршим факултет, ја ти мене ќе ми кажеш. Таков е односот во однос на Соединетите американски држави. Како неспособни да излеземе низ предизвиците што ги носи обстојувањето како држава, од рамковни договори, до промени на име, до спорови со Грци и така натаму, некој кој низ целиот процес те води, некој ти дава грантови за судство, ти од грантовите ги крадеш, не правиш ништо, ти дава ова, и на крај вика, дојди вамо, или ке слушаш. Заушка. Ја ке се оградам од оваа анализа, ама нема да навлезам. И тоа сериозно ке се оградам. Ке се оградам најсериозно. Ја мора да бидам искрен, ова анализа сериозно ќе допери или допера до поголемиот број на граѓани на нашата држава, така да колку год да се оградуваш нешто, нема да ти биде успешно. Ке се оградам најсериозно. Има тука зашто. Ти кажувам. Реално сме препуштили други да одлучуваат за се. Тоа е најголемиот проблем и тука ајде да кажеме да не бидам погрешно сватен пак која ќе препушти судбината во туѓи раце, односно друго да одлучува за тоа зашто вие сте надлежни да одлучувате на крајот на кришта, за тоа одите на избори за да носите одлуки за државата и за народот и за граѓаните тука. Тоаш овие проблеми кои ви се јавуваат само да кажем некако толку видливи да просто едноставно не можете да ги одрекнете дека постојат. Друго би било кога би ние покажале барем минимум малку достоинство, само почит во водењето на државните работи, тогаш мислам дека работите би се промениле, ако не многу, барем малку. Имаме Србија и Турција, вели еден слушател, најголемите пријатели на Македонија. Точно. Не, точно е, апсолутно точно. За Турција впечатокот, да. Ја ќе ви кажам само еден турски амбасадор што имам кажано, ми кажа, мене ме драго, вика што имаме 3 пратеника во собранието на Македонија. И ја гледам, препред кажам, Ваша ексцеленција имате 2. Он вика, не 3 како 2. Викам, не знам, па ги бројам. Он вика, а ти? Викам, зошто? Затоа што турските и српските интереси кон Македонија се многу блиски и многу пријателски кон Македонија и затоа јас сметам дека вие сте 3 во собранието. Доволно, повеќе од тоа моветот не вреди.
Српската дипломатија, нели, со во однос на Турција има воспоставено еден македонец, тоа е познатиот Ичко, така ли е? Да. Да не го кажуваме сега примерот со... И Чардаклија тие двајца. Со насултанот на виките. И така натаму. Но, сепак, од нас ни доаѓа тоа. Уште од време краљевина, ние сме ја воделе српската дипломатија кон... Не, тогаш не се воопште, тогаш не се никакво кралство, тогаш се само фактички не признаена покрајна во рамките на Отомански период, да. Овако. Али во секој случај што покажувала знаци на самосвест. Да. Што покажувала знаци на самосвест, одиме со реклами по кои ќе се вратиме, почитувани слушатели, кон она што се нарекува дневна политика. Иако и ова гледам дека ви е многу интересно, знаеш, така натаму, да ви обяснам што е српскиот свет, тоа ти е исто како Демиркапија и Неготино што се дел од Кавадаречкиот свет и Росоман, да речеме. Така и се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, конобарот од МЖ Транспорт се уште не е доен на работа. Не е доен на работа, не ми донесе кафе. Нима кафе, нима еспресо, нима ништо. Ке мора сами да си купиме во некој од локалните кафичи после. Ке завршиме таа работа. Стојковиќ, вие сте дел од коалицијата на ВМРО ДПМН и на македонците им дадовте една сатисфакција и како пратеник и како човек од етничка заедница. Имено српската етничка заедница е единствена во Македонија која не гласеше за промена на името. Сите други малцинства, албанци, турци, роми, можда и некој влав да не гласал, сега не знам како беа со распоредот. Немаше. Сите други малцинства гласаа за промена на името на државата, освен србите. И тоа е поради тоа уживате огромен рейтинг помеѓу македонците, независно нели од геополитика, од сите тие работи. А втора работа е дека не попуштивте и не отидовте во коалиција со СДСМ. За разлика од многу претходни коалициони партнери на ВМРО ДПМН. Зошто Иван Стојковиќ кој генерички нели кариерата ја не кариерата на неговата политичка партија, се сеќаваме од времето, првата коалиција ви беше со СДСМ, зошто одби да се врати со СДСМ? Иако јас лично знам дека сте имале бројни дебели понуди за таа работа. Не знам, СДСМ се покажа како некредибилен партнер. Знаете, кога некој ќе ви каже или ќе не слушаш, или ќе те уништиме, не постоиш, очигледно дека нема никакви намери кон вас, осим намери да го слушате и да му бидете слуга. Јас немам намера никога да му бидам слуга. И она што го доби кај другата страна, тоа е апсолутна слобода. Јас имам собствена партија, собствена политика, ти има собствена партија, собствена политика. Кај се наоѓаме, кај не се наоѓаме и тоа функционира, да не кажам, со меѓусобно уважување. Овдека беше системот, ако не си наш, нема да постоиш. И они така ги бираат своите коалициони партнери и оно се обидува на своите коалициони партнери да им наметнат таков начин на однесување. Тоа е првата работа. Втората работа, покрај тоа што се занимавате со политика и морате да носите секојдневни одлуки, морате да размислувате и како тоа понатаму би изгледало. Што би се случило со вас во одредени ситуации кога би направиле одреден чекор на ова или на другата страна. Јас да го направя тој чекор, што вие што зборите за кредибилитетот и за угледот во македонската јавност, немаше да постои како прво да го направи тоа. Второ, да прифати ведно од тие понуди, наочигледно ќе беа окарактеризиран исто како другите, како Амди Барен. Третата работа, ќе беа окарактеризиран како човек кој е подкуплив, а што не сте прифатиле нешто, значи не сте подкуплив. И четвртата работа која не знам, ми се чини дека е чисто политичка, тоа е дека јас цело време водев одредена политика која беше заснована на комплетна интеграција на српското население или на српските граѓани на Македонија во
македонските институции, затоа што кога дојдов на начело на партијата беше антисистемска. И ми требаше многу време да внесам партијата во системот на македонската држава. А кој беше лидер на Демократската партија? Пред мене Бор Ристич беше, Драгиша Милетич беа и така натаму. Така да ми беше сериозен предизвик да партијата биде од антисистемска да биде дел од системот на Република Македонија и мислам дека тоа успешно го направи. Тоа беше многу сериозен предизвик, меѓутоа мислам дека ајде да кажем вроди со плод. И последната пета работа, тоа е внатрешно чувство, значи не можете во политиката само со математики, морате да имате и внатрешно чувство барем за некој работа. И јас не сакав со ниту еден свој потек или однесување да нанесам штета на македонскиот народ со кој живеам тука со време, тука имам завршено основно училиште, средно училиште, факултет. Имам многу роднини пријатели кои се македонци и не сакав знаејќи го расположението, не сакав да им нанесам српски го зборувате, вие српски фамилии во Македонија или македонски? Половина да зборувам српски, половина. Ние у Куманово зборуваме чисто кумановски, така да нема дилема. Ја познавам, имам пријатели со колку српски фамилии, они по дома зборат македонски и се псујат на српски Ивица? Па види, по мене работата е што иста ситуација се случува со македонските семејства во Белград, да, како со српските семејства, значи близината етничка и непостоењето на проблемите си го прави своето, лесно доаѓа до интеграција. Тоа е тоа. Меѓутоа, друго сакам да прашам, зборувавме за... Само да те вратам, Македонија напушти политиката таа барем јавно српска политика на која беше заснована од ципувањето и мислам дека полека сигурно влегуваме во некакви си води кои би можеле да значат некаква по-сериозна приказна во смисла на инклузивност, во смисла на почитување и така натаму. Иван, тоа не беше реакција тогаш кон србите во Македонија. Тогаш текнува во книгата Борис Ефљовиќ пишуваше, не знам, вака било, онака било, спомениците не се имаше една мала агресија што доаѓаше тогаш од тој кругот околу Милошевиќ, кој што разбуди некои сентименти кај македонците. Сигурно србите во Македонија тоа го забележан, мислам, едно, да. Постоеше една друга насока која не треба да избегнеш, значи тоа и може сериозно беше. Србија издегувајќи од Македонија напушти се, и политички, и економски, апсолутно, да. И тоа беше договорот Милошевиќ Лигоров за кој има сериозни не индици, него докази дека е на таа основа направен. Србија комплетно ги дигна раците од Македонија. Така да реториката која доаѓаше од ова или од оне не беше важна. Да. Слава Милошевиќ беше на власт, беше направен договор и договорот се почитуваше. Да, но во исто време мора да кажеме една еволуција на другата страна. Па да речеме Воислав Шешељ од најголем кршеше плочи едно друго. Плочата ја кршеше Прокопчински. Сега секој збор му почнува со нашите браќа македонци, па признава самосвест на македонскиот народ, засебност и така натаму. И тука уште една работа може сериозно присутна во овие релации. Помеѓу граѓанството никогаш немаше проблем. Никогаш, да. Стануваше спор само за државната власт која користеше одредени состојби да наметне одредена политика. Да, и наратив. И наратив, така да. А со граѓаните, барем, тука живеам, тука стореден, не може никој да ме каже, немаше проблем. Иван, без разлика на сите овие работи, сега имаме една ситуација околу влезот или на условно кажано бугарската заедница, што е јасно, сме зборувале често, меѓутоа прашањето е многу едноставно и беше наметнато деновиве. Има ли проблем српската заедница со првиот дел од преамбулата, каде што се опишуваат основите на македонската државност? А основи така нема. Се треба да внесеме заедница која што има проблем со тие основи. Што правиме? Видите, 100 пати сум рекол, че повторам, внесувањето во Бугарија во уставот е најминорна работа што може да се случи. Битно да она што следи после тоа. Да. Така да, она што може би да се протолкува како сериозно позитивна инициативата на ВМРО ДПМН за промена на на дефиницијата на уставното уредување на државата
И тоа е добра инициатива од аспект што ќе натера многу политички субјекти кои се заскриваат во сопственото политичко однесување да излезат на чистина малку, да ги видиме како сериозно гледаат на проблемите на државата. Имале проблем Србите со таква, условно кажано, хрватска преамбула на уставот? Не. Добро. Околу тоа само да прашам, како беше избран Свети Сава за Ден на српската заедница? Кој беше консултиран, кој беше процесот? Јас. Кој друг може? Па не, сериозно така. Не, сега прашуваме во контекст на се тоа што се случува. Не беше политички одговор, затоа што сум во политиката дали никош не одговарате во прво лице, никош не викате јас, викате ние. Меѓутоа целата работа водев јас, затоа што од шансата се отвори во моментот кога на Македонија требаше бадентерно мнозинство за правосудни реформи кои беа дел од барањата на Европската унија. Мојот глас беше од 35, мојот глас беше 18. И искористи прилика. Не, меѓутоа, како што забележам, еве, за сите, за другите национални заедници, затоа што концепцијата беше... Да, меѓутоа, во секоја заедница внимавала, тоа сакам да кажам. Ќе ти кажам. Значи, концепцијата беше да ние бидеме дел од таа мултиетничка приказна на Македонија, а не да Македонија да иде или да срља кон двонационална држава. Тоа беше поентата со... Значи една интегративност. Значи, сепак тој предлог беше во позитивен во однос на државата, а не во однос на само на припадниците на помалите заедници. Значи што кога им давате национален празник на помалите етнички заедници, всушност ги верификувате како делови на државата. Равноправни делови на државата, што е не значи ништо, а значи во се во исто време. Така да тоа беше голема работа. Да. И се сакам да прашам, зошто и турската заедница, и бошњашката заедница, па и албанците, нели? Не избравте контроверзни датуми, туку напротив избравте датуми кои што имаат личат на нешто, знаеш. Не знам, можеби, знаете како. Ја искрен ги бидам, ја лично се дволувам помеѓу два датума. Видовен како еден од така посериозни. Со една друга димензија. И Свети Сава со една помирителска димензија. Да. И некој ми се чинеше дека тогаш во тоа време се чинеше дека Свети Сава беше по-изгледно и по-добро решение. Јас го предложив. Имаше реакции тука некој. Те молам дали може да замисли за некој друг празник. Јас сум тежок преговарач, тие што преговарале со мене знаат. Одбив од прво разговор, не може, тоа сум предложил, ако прифатите, ако не може да разговараме и луѓето си прифати без некоја сериозна. Не сакам да бе потенциран собствената улога тука, меѓутоа и не постоеше нешто што беше сериозен отпор да се прифати таа приказна. И после тоа беше прифатено како една фина помирителска приказна, со фина реторика, смирувачки делуваше. Годинава имаше такво контроверзии, условно кажано. Немаше контроверзии. Околу прославата на Свети Сава, првата контроверза беше што Ивица Боцевски пееше таму, па го. Јако, зашо има лошо во тоа што... Тоа мајка му од него пееше. Да. Се шегуваме. Малце, а друго дел од медиумите забележа што нели таму читаше, не знам што, проповед за Драгослав Бокан, човек кој навистина важи за контроверзен со контроверзни ставови. Ај вака сега да вака да се па дури кон Македонија. Он втор пат доаѓа на академија, втор пат говори, прв пат немаше никакви примеди по полошо време, сега има примеди така. Јас сега тоа вака го толкувам. Кога год академијата биде спектакуларно добро, со посета, со пораки, со како да кажам, со сериозно, кога е сериозно прифатена во јавноста, секогаш ќе се јави некој кој ќе проблематизира одредени работи. Овој пат се јави Васко Попетровски. Се јави души да ме прашам да дадам мислење, му реков добро, окей, не го почитам твоето мислење, следниот пат кога ќе организираме Светосавска академија, ќе ти се јавам на тебе да те прашам кого ќе ми дозволиш да го повикам да говори за Свети Сава. Знаете како? Станува збор за внатрешна српска прослава, каде што немаше ниту еден збор проблематичен за македонската држава, ниту еден проблематичен за македонскиот народ. Значи ништо, нешто најдобро што можело да се случи во македонската едност, културен настан како Македонија немала десетини години назад. И по гости, и по програми, и по се. И сега некој ќе се најде да ми збори, некој што некогаш некаде кажа нешто. И македонски песни се пеа на тој настан. Ако така пристапуваме, тогаш ние никогаш нема да дојдеме на никакво хармонично решение и хармонична приказна во државата и хармонични односи. Туку секогаш ќе наоѓаме некаков изговор да му ја смалиме вредноста на некој. Тоа контантно се случува кога сум ја лично сега се зборувам, кога сум јас во прашање,
Значи се што ќе направам да се омаловажи, да се смали, да ми се, како да кажам, да ми се снизи тоа влијание во политичкиот живот на Македонија, а јас цело време им кажувам дека сето оние што работат спротивно делува на моето влијание во политичкиот живот на Македонија. Ја постојано имаме северна полис, го нарекуваме, полиција за користење на Северна Македонија. Приметивме дека представникот од Србија, тоа беше министерот за одбрана. Да, прекрасен човек, да. Да, ниту еднаш не го употреби терминот Северна Македонија. Ама не беше тоа, побитно беше тоа како он го заврши говорот. Значи, он го заврши говорот кај што рече, вика, бидете лојални на вашата Македонија, оноку што сакате вашата Србија. Се види, тоа е една порака, моćна порака за интеграција. И он имаше извонредна... Ќе се ја и Васко Попетовски. Не, би сакал, да. Би сакал да. Но имаше еден представник од Република Српска кој мене малку ме иритира затоа што секој трети збор му беше Северна Македонија. Очигледно не сте го седнале на брифинг пред настанот. Не сте успеале. Секи кај. Тоа е мој, пошто е мој раков, искам ви кажам како изгледа. Во Куманово збореше не напишан говор и не каже Северна Македонија ниту еднаш, само почетокот кога постре. И супер. Ама кога во Скопје извади тоа. Да, мислам, му го напишале од таму. Чита пот од таму што го дали, он си го дојде си го прочита. Човекот и така, мислам. Да, а во однос да речеме на представникот од Србија. Не е спорно ништо, мислам. И човекот е окей, ама он си го зеде тоа. Да, готово стручните служби се криви. Во однос на овој што дојде министерот од Србија, навистина многу пријателски пораки имаше. Бидејќи јас ги организирам сега во начало ова година бев председател на организационен одбор, нормално вие избрифирате колку што можете да избрифирате за реакциите, што би било добро. На крајот тоа тие одлучуваат. Вие сте должни да сугерирате сега, како да ви кажам. Стојковиќ, тоа се работи што не се гледаат, а што се многу сериозни во нашата работа. Да. Ивица, да него ни прашуваме Стојковиќ дали ќе гласа за уставните измени. Мислам дека нема потреба на вистина. Мислам дека нема потреба да прашуваме. Не, ќе прашувам, имате ли вие притисок како пратеник да гласате за овие нови уставни измени? Постоеле притисоци порано, се постоело порано, сега не, сега мислам дека ми е јасно. Колку е час? Не ни пробуваат да го... Тука и тамо нешто, ќе се обиде некој да каже, ама познат е одговорот. Сега, знаете што е интересно, сега више не сум ни ја упрашни више. Мислам дека целата пратеничка група на коалицијата е многу компактна и дека тука, мислим, навистина не може да се направи ништо. Ама Артан Грубиеве експлицитно вели да, абсолютно, 100%. Ке гласаат толку, овие ке гласаат, оние ке гласаат. Ја го гледам по телевизија, не, премногу самоуверени, понекогаш ние се прашуваме, добро, стварно да не има нешто во оваа работа, премногу е... Да ви кажам што има, сака да ви кажам. Автопатот, Бехтел и сериозен низ проекти кои носат голем кеш, тоа станува збор за неговата реторика, ништо друго. Продолжување на власта, ветување на странците кај ќе завршат работа, странците им продолжал мандатот за да можат они да профитират што повеќе. Многу е проста работа. Значи нема тука простор за уставни промени, ова пратеничка група не гледа ни подразна. А зошто, еве, вас како србин ви смета бугарите да влезат во уставот? Не реков дека ми смета воопшто. Па тогаш зошто ќе гласате против? Па затоа што има одредени морални принципи во нашата работа. Нашата работа не е нешто посебно принципијално, да бидем искрени, има некои принципи кои морате да ги почитувате од една страна, од друга страна сте изабрале политичка опција која сметате дека најдобро носи за вашата национална заедница во државата и на народот со кој живеете. И сега отстапување од таа политика не би било добро за нас пред сега, не за некој друг, така да работите тука се чисти. Инаку сметам дека проблемот со Бугарија е креиран од власта која сама се обиде да решава проблеми кои не би смела да помисли само да ги решава и сега на крајот доаѓа кај нас да ние да го платиме цехот на нивните теревенки. Таа работа не оди така ни во политиката, ни во животот, ни никаде. Така да нема што да разговараме на таа тема. Мирица? Не, јас сакам да прашам само за една работа околу ова. Гледаме дури едно однесување на дури сега кое што навистина ги надминува сите граници на пристојното, како пристојно, далеко од тоа.
Меѓутоа, од она што јас знам, членовите на вашата партија не само што немаат лошо искуство од коалицијата со ВМРО ДПМН, туку напротив, таа коалиција со ДОИ не се лоши, како да речем, не била лоша праксата на коалиција. Што се случува со ДОИ во моментот? Или по она од Лорд Актон, секоја власт расипува, апсолутната власт расипува апсолутно? Видите, вака, станува збор за сериозна политичка структура, без оглед на нивното, да кажеме, учека потекло. Не, значи, не спорно. Они секоја шанса си ја користат на најдобро можен начин. Шансата им се пружи во Македонија со потребите на меѓународна заедница предизвикани за уставни промени, од една страна која станува збор за Преспанскиот договор и рушење на Мајскиот договор, односно победник со победник, и тие шанси сериозно ја користат и најдоа добар коалиционен партнер кој е многу попуслив, кој заради власт е спремен се да направи. И она што е сериозен недостаток од таа приказка е недостатокот на комуникација помеѓу најголемите македонски партии, тоа му дава на дуи сериозно широк простор кој си го користи како што си сака. Инаку не беше тако односот. Затоа ве прашувам, да. Постоеше една сосема коректна комуникација, меѓутоа секој си го знаеше своето место. Овдека мислам дека Македонската партија владата не само што не го знае своето место, туку мислам дека и нема појма што работи во пракса и штетите кои ги прави во пракса кога станува збор за државни интереси, меѓутоа тоа е нивен избор. Мислам дека таа цена ќе ја платат на наредните избори. Инаку да загатавме едно прашање, би сакал да расчистам. Не може ја да зборувам дека Србите во Црна Гора се репресирани, 30 години ги нема власт, и да заговарам дека треба да бидат дел од црногорското општество и држава и да учествуваат во власт и така натаму, да негирам дека 25% албанско население во Македонија треба да биде исклучено. Не, тоа е реалност. Значи тоа е реалност. Не, ова го збориме, како што не може независна Црна Гора да биде на антисрпска основа, не може независна Македонија да биде на антиалбанска основа. Многу просто се работи, многу се просто. И прашањата се врзани токму тоа, рамноправност. Тоа е барањето. Затоа и реков дека уставната иницијатива промена за уставот од страна на ВМРО е сериозен приказ, затоа што албанските партии цело време се избегнува да се изјаснуваат за сериозни прашања за македонската уставна поставеност и она што е се клучни прашања и проблеми на државата, секогаш терат своја агенда. Ова прашање некако ги изведе на чистина и мислам дека во понатамошниот период треба да ги пуштиме или да им даваме задачи на албанските политички партии да излезат на јавна политичка сцена да зборат јавно за прашањата за кои најмногу оптерете на Македонија, а не да зборуваат само за она ќе ви дадеме тоа, али албанците ќе видат тоа. Не само тоа. Албанците ги направиме 102,3% на крај. За она. Продолжиме со зборуваме за она другото се. Не може, како беше она, треба да се направи жртва на патот кон него, едно друго. Ајде да видиме колку се спремни да поднесе жртва. Или ки спадне по на македонската 100 стапа па тој Грчка. Не да, не боло. Еве одговор на прашањето зошто не сакам да учествувам. Добро, ние сме должни да прашаме. Стојковиќ, во однос на Open Balkan сум комуницирал, сум разговарал со високи чиновници од Република Србија и велат дека во однос на Македонија нив им е тоа најважно геополитичко прашање да профункционира Open Balkan, што би значило практично дека ние ќе немаме веќе ни граница, ќе немаме ни царински бариери, ќе имаме нострификација на дипломи, работни дозволи по дефолт и така натаму, практично ќе се интегрираме ние Србија и Албанија, но со тоа на еден или на друг начин и Косово. И Црна Гора и Босна на крај. И Црна Гора и Босна. Понатаму, како гледате вие нови проекти? Дали гледате дека некој во Македонија се обидува да го саботира? Тоа ми е важно. Македонската страна нема никаков интерес да го саботира тој проект, од проста причина што јас сум длабоко убеден дека тоа е проект кој на Македонија отвори простор да екзистира успешно помеѓу двата големи албански народа, српскиот и албанскиот. И дека кажеме, добрата поставеност во тие релации може да и само да и погодува на државата и на државните интереси. Што се однесува до проблемите кои се јавуваат во практично функционирање, тука имаме најголеми проблеми од страна на министерот за надворешни работи кој не води политика на владата на Република Македонија, туку води политика на ДУИ.
И тук се излета со изјави кон подршка на Альбин Курти кој е против Опен Балкан и така натаму и така натаму. Ама од друга страна Соединетите Американски држави се директен поддржувач огромен на Опен. Јас пак ќе кажам две изјави на Кристофер Хил кои може да влезат во двете најсериозни изјави во минатите неколку месеци, се изјавата за бомбардирањето и изјавата за Отворен Балкан, ако Сирица која се сеќаше почне дека тоа е нешто најдобро што се случило во регионот. Ако парафразирам сега изјавата на Кристофер Хил. Така да не, добро, границите вака и така ќе паднат со членство во Европската унија. Работата се пред време да ги бутнеме. Да. Не да ги бутнеме, да спаснат тензиите во регионот. Инаку далеко сме од Европската унија реално, значи. Али тензиите, битно е да тензиите паднат, затоа што луѓето се уште и ние живееме во Грчка. Што ќе прави тоа ако биде овака, па што ќе прават албанците, што ќе прават србите, муслиманите? Од македонска перспектива, сега ќе ви кажам објективно зошто не да се противам на Отворен Балкан, зашто се плашам од нешто. Пример, Србија во моментов е економија која побрзо расте од македонската. Во Србија има странски инвестиции многу повеќе од кај нас и многу повеќе нови работни места и многу поголем мањак на работна сила. Доколку се реализира ова со работните дозволи, ова лесно би значило дека голем дел од наши ќе одат да работат таму, затоа што ти ако немаш ако немаш граница, дали ќе одиш од Прилеп да работиш во Скопје или ќе одиш од Прилеп да работиш во Ниш, не ти менја ништо. Особено имаш работна дозвола, па ќе си направиш математика дека во Ниш дури и киријата ќе ти биде помало од. Ама добро, ама вие давате аргументи во прилог на нешто што е наша обврска. Вие зборувате, значи вака ако ве парафразирам добро, но вие зборувате дека ние сме неспособни, како власта наша неспособна да обезбеди економски развој на државата и нашите луѓе ќе си одат. Па значи проблемот не е власта, не апсолутно. Не, добра, но ние треба тука до пред 7 години беше обратно. Апсолутно. Затоа велам, значи, вака, значи, но принципиелно ние треба да внимаваме малку. Принципиелно треба да избереме власт која ќе обезбедува економски развој да немаме такви проблеми. Не, Србија да ни доаѓа. Има, знаеш ли што е страва? Големи вас. Убава една тема загатна, знаеш, дека има постои, ја го чувствувам тоа, кај еден дел од македонската јавност има еден вид на да речеме воздржаност кон Отворен Балкан. Сум свесен за таа работа. Да, зашо воздржаноста. Значи, релативизација на границите на Балканот може да кристализира нови граници. Во историјата се случувало. И сега кога правиме еден сојуз каде што се двата големи народи, албанскиот и српскиот, стравате случајно отворените граници да не завршат со некои нови чудни граници. И мислам дека председателот Вучич и премиерот Рама, затоа што се големи политичари, може да сторат еден-два чекори во насока да се намали ова внимателно да го снема ова воздржаност кај македонците. Сигурен сум дека и на Цетиње имаат таков проблем. Има таков проблем во Сарајево, политичко Сарајево, што би рекол нели Додик или Мостар. Така што мислам дека може тука да се вакво. Се е во ред, ние сме членки на НАТО. Кога станува збор за границите, знаете како, значи, одека станува вие правите проекција на кој знае колку години напред. Одека правиме проекција на неколку години однапред да се стабилизира Добра, ама пред се политичката ситуација. Неколку декларации, неколку документи од овие двајца може да завршат голема работа. Не е спорно. Пример еве сега. Вака да речеме, не знам, универзитетот во Нови Сад не е во првите 500 на Шангајска листа, исто како и универзитетот во Скопје. Така. Добро. Или истото важи и за Нишкиот, истото важи и за Штипскиот. Уствари тука само Белградски е во први 500 на Шангајска листа. Не, само и Љубљана и Загреб се. Не, зборувам од Опен Балкан. Да. Сега например, затоа што не е во први 500, не се овие други во први 500, ти не знаеш колку е долга процедура да нострифицирате у Македонија диплома од Нови Сад. Може со години да чекате. Добро. Затоа се прават комисии, чуда. Лично. Значи ме сваѓаш. И сега со Open Balkan тоа ќе биде вака, по автоматизам е призната. Или пак зборуваме сега за приватни од Македонија, не знам, имаш на фон завршено, за магистер си сега. Ние се слагале, не се слагале со тебе. Да, во Србија тоа да се нострифицира исто треба 2-3 години и они имаат па ова може да биде, јас се сеќам, Иван се сеќа, ти не можеш се сеќаш, не си роден тогаш. Кога кон крајот на Југославија 80-те години Скопскиот универзитет беше пресериозен затоа што беше во конкуренција со Белград, Загреб, Љубљана
И квалитетот во Скопје беше далеку висок, затоа што кога се во конкуренција студенти со овие универзитети, конкуренцијата убава работа. И сега и Тиранскиот универзитет, и како се викаше во Подгорица, и Белградскиот, Новосадскиот, Крагуевац, гледам сега медицинска програма би била најдобра на Балканот. Меѓу подобро од Белградскиот, што ме изненади, знаеш, кој на овие ранкинг листи. Значи да таква конкуренција е позитивна за нас, не е негативна, ба ја така гледам сега. Затоа и го вратив Златев пред малку. Ние треба да водиме сметка кој ќе избереме да не води, кој ќе ни обезбедува услови за развој. Сега, ако некој не ни обезбедува услови за развој, нормално што да очекувате граѓаните дека нема се снаоѓаат. Што е илузорно. Значи притисокот пред сега треба да биде не надвор, некој на отворен Балкан нормално, али тоа политиката треба да го сработи. Знаете, вие сега давате еден предлог, значи некој кој се разбира, кој ве слуша, се разбира, каже добро, ај како да го изведеме, а пак ќе седне таму со луѓе кога да го направиме ова. Тоа лесно функционира. Али ние пак треба, значи ние одиме многу далеку напред, а треба да се држиме условно кажано до реалноста. Реалноста е таа која нас не тера да бираме власт која е спремна да излега во пресрет на сите предизвици и да отвори перспектива за граѓаните. Ако така власт не избереме, ние нема што да очекуваме реално. Да не се лажеме тука и да не ги лажеме граѓаните воопшто. Ке дозволиш едно српско прашање овакво? Добро, ја знаеш дека. Ајде. Кај дел од српската заедница тивко вака срамежливо и до мене стигаат прашања овакво кој што треба да се наменети за Иван Стоичковиќ во смисла по признавањето кое што дојде меѓу македонската и православната црква, дали е покренато прашањето да се овозможи неколку термини и во Скопје меѓу другото за богослужба на српски јазик? Ја колку знам, овие информации што ги прашувате не се за јавност, колку знам преговорите течат, колку знам дека има на некои прашања напредок во преговорите. Морам за луѓето, кој каде ќе биде сместен од овие владици, тоа е предмет на преговори, очигледно дека работата оди во добра насока. Да, ама тие зборувате за православната Охридска архиепископија. Не, ја за македонската православна Охридска архиепископија е веќе инкорпорирана во македонската православна. Да, но тие и така не служеа на српски јазик. Не. Да, јас зборам за дали ќе овозможи македонската православна црква во некој храм во Скопје од време на време да се служи на српски јазик. По канонските правила во синодот, во Светиот синод на Македонска православна црква во Охридска архиепископија ќе има викарен епископ по Српска православна црква без право на гласа, тој е викарен епископ. Ќе биде така како подворие што онака како вика. Сега кој како каде ќе служи, очигледно тоа е некаква внатрешна работа на Македонска црква и тоа ќе биде и тебе гостин што те прашува веќе да ве демантирам. Иако ја атеиста, вас верници да демантираме малку чудно, веќе има служба на српски јазик во Македонската православна црква. Во Скопска Црна Гора имаш пар манастири, пар цркви каде што се служи на српски јазик и со години. Јуче Архангел Михаил, значи литургијата за 28 јуни за видодење на српски јазик не станува збор за служење на српски јазик. Не затоа што одредена подршка каде што се верниците со српска националност да имаат свој некој што ќе ги обредите ќе им ги спроведува на. Затоа што Ивица како го постави ова како да нема служење. Не е спорно тоа. Постои. Кажам што секој година на 28 и во најголем православна црква и пред неколку години на литургијата беше на српски јазик. И тоа во години на нели шизма има МБЦ и СПЦ пак се служеше на српски јазик. Сепак, значи Скопје си знаеме територијално каде е што е, Лјупчо, знае Иван што прашува. Не, тоа и до него стигнуваат овие прашања. Али тоа е внатрешен распоред кој треба да се уреди помеѓу нив, тука ние да не се мешаме. Затоа што веќе имаме ќе бидат информирани. Веќе имаме и на влашки, дури имаш обиди на албански за шведската заедница на друго, така што чисто беше овакво, затоа што ова Иван има отворени прашања меѓу Македонија и Србија? Има. Кое? Микрофонот така може блиско. Има. Кога ќе играат македонската и српската репрезентација фудбал да навиоме. Добро. Мене ми е чудно тоа. Ја вака која гледам македонска репрезентација, особено делов на нападот, викам, па може и за Србија да навијам. Не, ја ќе бидам искрен дека
после нормално македонската репрезентација, во Македонија живееме, сите репрезентации од поранешна Југославија ми се еднакво блиски, ако можам така да кажем. И мене ми се еднакво блиски, но тука треба да одговориш на прашањето за кого најуваш кој играат Србија и Хрватска. Добро сега, тука си има и други... Тука е клучот, тука те дефинира, иначе да, ја најувам кој играат Хрватска и не знам, и Бразил најувам за Хрватска, нормално од тука се. Ама на прашањето Србија Хрватска за кого најуваш, тука се гледа политичка дефиниција. Не, тука не се гледа политичка дефиниција, во мојот случај тука има една работа, нели не знам дали знаеш, која била првата опиумска војна и за малце ќе изгубиле британците дебело. Ама дебело. Ги спас случајно тука поминал американскиот ескадрила што била таму на бродови и го овој без наредба, без ништо помогнал британците, го прашале зошто би им помогне. Он одговорил крвта не е вода, така што во мојот одговор ке треба јас тоа да го кажам, а избегнуваме на телевизија за интимни прашања не се зборува така. Да, ја на пример етничкото е сепак интимно. Ја мислам дека доколку атеизмот стане главна религија на Балканот, иако не е религија, нели, не верување, дека тогаш како ќе направите разлика помеѓу босанец, србин и хрват? Поставете си го тоа прашање, еве јас. Од тука историјата е таа што како не беше баќа од вруќ ветер како река, тај пронеси со Србија. Не, има една ситуација во однос на овие односи и религијата. Во Белфаст фаќаат човек, знаеш, го среќава Ира и му вика, ти вика си протестант, вика, или католик? И овој вика, не, вика, јас сум евреин атеист. Аха, вика, протестант евреин атеист или католик евреин атеист? Значи до друга, не е само за религијата. Така и ова тука, знаеш. Историјата се ги прави идентитетите. Ивица нема отворени прашања, има понекогаш така таа позадинско однесување кое би се карактеризирало како, знаеш како се карактеризирало. Последно пример овој Дарко Каевски, вчера гледам Рама објавил дека собрале подписи за иницијативата за да се укине извештајот на Дик Марти во парламентарното собрание на Советот во Европа, подписник е овој Дарко Каевски. Тоа се тие ситни педерски работи позадина кои некако така. Да. Среќа ние немавме. Не се ни за дискусија, да. Не се ни за дискусија, како не знам како не постои таков ружен збор што може да го употребам да го карактеризирам на такво однесување. Реално мислам дека и вие во Србија и ние во Македонија, и ние во Македонија и тие во Србија, вие сте во Македонија, треба сите да му палиме свеќе на Киро Глигоров и неговата мудрост, затоа што реално тоа што во 90-тите на еден таков начин, нели, од овде се излезе од Југославија, доведе до тоа да немаме проблеми денес ние со Србија. Истото не може да го кажеме за Хрватска и за Босна и Херцеговина, каде што навистина имаше еден крвав судир, сега за тоа кој е виновен, како е виновен, тоа е друго прашање. Меѓутоа види, не беше само Киро Глигоров, консензуално беше тука, знаеш, некако канаваш. Ние сепак успеавме како... Знаеш како, нема спомнал Милошевиќ, Горо Милошевиќ беше договорот, што е проблемот. И како беше и Аџич, не беше поставен. Милошевиќ беше југословен пред се, така што... Добро, договор меѓу и двајца беше сега. Да, не беше од 91-а, после беше нешто друго. Никогаш не бил. Мислам дека до самиот крај го следев, го имам следено, го имам читано, го имам гледано, мислам дека он никогаш не отстапи од тоа дека е југословен. Беше до 91-а дека му пропадна идејата на Конгресот да ја земе цела комунистичка партија на Југославија. После тоа цело време се обидува да сочуват Југославија, со на тоа страна поише. Да. Меѓутоа не им младиш. Да. А по негова Југославија. Ама негова Југославија. А ти си тоа што е, нели, жена ти, а жена му беше тешка југословенка. И баш го држеше онака. Се гледа кај Ивица дека некогаш бил член на СДС. Да. Аби јас сум била, нема врска што... Не, во однос на тоа јас навистина мислам дека се напред, дека тврдоглавоста на многумина пред се на Милошевиќ ја сруши таа земја. Ама ајде, тоа е друга тема. Сите имаат своји вини, имаат своји злосторства, денес е нашата е најмала македонска. Денес е време на помирување, кој можеше Вучич да отиде нели во Сребреница и да клекне на колена. Можат и бугарите да го направат тоа овде, иако
еве, Нема да го одбиваат направат. тоа да го Ја чекаме само Ангела Меркел во Крагуевац. Сори, не, веќе се замине се. Шолц го чекаме. Не, тоа си Маја тргнал виде како дојде. времето. Маја виде како дојде, не дојде. Ај ќе видиме. Треба да. Стојковиќ, ти благодариме многу, имавме одличен разговор, ведар разговор. Супер. Така треба да видиме. И Тоа што немаше еспресо, тоа е друга работа, да. еспресото ќе Сега се дадеме сега, следно Не, да следува знаат на ова, менито. не овие што се следнија гости да знаат дека ова приказа за мали дете еспресо, Да, дека нема ништо. Особено Дека што коноворот го нема. Келнерот ни го ставија директорот Македонски железници, не може да ни донесе, но тоа е тоа. Се надевам дека ќе почне да доаѓа полека, може и еве, ако го избркаат од работа, ние му стоиме на располагање. Имаме тука и ќе набавиме се што треба, апарати, ово, оно, за да има еспресо. Стојковиќ, ти благодарам, Ивица, ти благодарам. Почитувани слушатели, Благодарам. па добри сме, веќе е скоро саат и пол емисија ово утро. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чушевски.